Добро вечер, општина домаќин на вечерашниот ЕУ караван низ Македонија е Бутел. Една од најголемите скопски општини, близу до центарот на градот, а сепак далеку од градскиот метеж. На Бутел му недостига модерен и убав уреден плоштад, но не му недостига бизнис и нови специализирани зони за нови фабрики. Какви се европските перспективи и гледишта на општината и незините жители, ќе видиме преку личната карта на Бутел, што ја подготви колегата Миле Ристевски. Пример за кога се сака, се може. Општина Бутел, или втората најголема општина во Скопје со над 36.000 жители. Блиску до центарот на метрополата, но сепак доволно далеку да се задржи чистиот воздух и спокојот во брзото секојдневие. Повеќе се куќи отколку згради, па токму затоа не недостасува соседската дружба. Полусериозно и денеска се зборува дека на Бутел не му предвидувале успешна иднина, но работата на терен и вкупното сработено одамна ги побиле злите јазици. Општинарите горди велат дека главната цел им била поквалитетното живење на нивните граѓани. Направено е многу во поглед на инфраструктурата на општината. Изградени се 47 километри фекална канализација, изградени се 20 километри нови улични осветлувања, поставени се линии. Одеше проект кој што беше насловен како светлина наместо темнина, така да општината сега е во еден сосем нов лик во поглед на уличното осветлување. Изградени се тротоари, пешачки патеки кои што претходно воопшто ги немаше во општината. Општина Бутел напредна за 9 години, колку за 50, ми велат моите соговорници. Токму тоа ја прави општината поевропска. Може недостасува плоштад или парк, но и тоа е во план да се реализира. Во делот на културното живење пак во спомен на председателот Борис Трајковски се организира поетски конкурс. Се чествува големиот Никола Јонков Вапцаров. Се одржува и ликовна колонија во селото Љубанци. Не многу познат, но и овде си имаат карневал. Прво што ми паѓа на ум, тоа е прекрасниот воздух и официјално е потврден дека е еден од најчистиот воздух. Потоа близината на центарот, а сепак мирот кој го нуди индивидуалниот начин на домување. Знаете, прекрасно е кога одите од комшија до комшија, а поминувате низ низа уредени дворови, преполни со дрвја, преполни со мирисни цвеќиња и ми се чини дека тоа нема цена. Бутел има одлични предиспозиции за развој на малите и средни предпријатија. Овде со помош на Европската агенција за обнова и развој изградени се 15 километри фекална канализација. Проект вреден 500.000 евра. Преку Европската банка за обнова и развој со 400.000 евра се подобрувала патната инфраструктура. Дел од училиштата во Бутел веќе се реконструирани. Се гради и ново, но се очекува и нова градинка. Во населбата Радишани, просторниот капацитет на нашето училиште станува се претесен за функционирање и за успешно реализирање на наставата. Значи, во другите општини каде што доаѓа до намалување на бројната структура на населението, населбата Радишани се повеќе се зголемува, така да веќе имаме најавено и реконструкција на нова градинка, односно нова градинка во населба Радишани и проширување на објектот, односно основното училиште Аце Шопов. Сепак тоа што недостасува во Бутел е развојот на манастирскиот и руралниот туризам. Во делот на Скопска Црна Гора има 15 на цркви и манастири, па затоа ја викаат и Мала Светагора. Ова некогаш детско одмаралиште среде шума и чист воздух сега е оставено на забот на времето, иако постои можност за негова реконструкција. Без малку 10 години обстојува општина Бутел. Се изградува на секое поле. Некогаш мислеле дека ова општина нема да обстои,
Но локалните власти, но и граѓаните се владеат под мотото од темнина во светлина и успеваат. Тоа е Бутел, мултиетничка општина со многу идеи за понатамошно развивање. Може би полека, но сигурно. Учесници во вечерашниот ЕУ караван низ Македонија се градоначалникот Петре Латиновски, композиторот Ванчо Димитров и бизнисменот Златко Муцунски. Господа, добре дојдовте на подиумот на ЕУ караванот низ Македонија. Добре. На прашањето дали Бутел е европска општина, одговорот е секогаш позитивен. Зошто? Градоначалник, вие прв. Јас имам таа чест да, како постоењето и формирањето на општината Бутел е тесно поврзано со мојот прв избор за градоначалник на општината Бутел. Навистина нешто кога се почнува од почеток, не е така лесно. Она што од најавата можам да видам, можам да ме присетува сега, ме присетуваат некои работи кои што во тој момент пред 9 години многу граѓани ме сретнуваа и ми велеа градоначалник, професоре, немојте да ја прифатите функцијата, бидејќи од оваа општина нема ништо, оваа општина ќе пропадне, оваа општина нема да успее, оваа општина нема да го доживее ни својот прв роден ден. Тоа беше додатен мотив, бидејќи јас сум овдека сепак од дедо, од прадедо, од чукун дедо на оваа територија, сум израснал и моите претходници и така натаму, беше додатен мотив да покажам и докажам дека општината Бутел има перспектива, општината Бутел има иднина и на големо задоволство на сите граѓани кои што ме поддржаа, по трет пат, можам да кажам, заедно ја остваруваме крајната цел, а крајната цел ни беше на граѓаните и на мене како градоначалник да покажеме и докажеме дека општината Бутел може да ја направиме едно пристојно, привлечно и достојно место за живење на сите граѓани, без разлика на верска, етничка, национална и политичка припадност. Дали општината Бутел чекори кон европските вредности? Апсолутно можам да кажам дека, иако ние постоиме 9 години, сега 2015 година ќе ни биде да го славиме и првиот јубилеј, 10 години од постоењето, формирањето и развојот на општината Бутел, мислам дека сме на вистинскиот пат да покажеме дека општината Бутел е на патот кон европските вредности. Моделот на мултиетничност функционира. Што друго, Димитров, ја прави Бутел европска општина? Па, пред себе рекол дека една од најбитните специфики и најубавите работи на општината Бутел е еколошката прекрасна средина што навистина ја нуди општината. Имаме многу зеленина, имаме многу прекрасни простори за прошетик, за рекреација. Имаме чист воздух, можеби најчист во Скопје. Тоа е едната работа, а и се поголемиот динамичен инфраструктурен развој на општината. Исто така, во последно време и се поголемите и почести случаи на културен план во општината ја прави практично општината европска. Да, денес една од најголемите благодати да се има во Скопје чист воздух. Муцунски, вие сте директор на Порше Македонија, патувате често надвор од земјата. Која општина вака се сретнува ли нешто слично на Бутел во Европа, која е така со мнозинство на индивидуални куќи за домување, со развиен бизнис, со средена инфраструктура? Што друго ја прави Бутел европска? Чистиот воздух е дефинитивно голем бенефит и за нас како компанија, меѓутоа нормално како и секоја компанија тоа не беше приоритетната причина зашто Порше Македонија реши својот бизнис да го концентрира токму овде во Бутел. Во тој момент постоја две локации каде што сите автомобилски импортери беа концентрирани. Нашата централа, со советување од наша страна се разбира, сепак реши да избегаме од тој мејнстрим и да се населиме, да го концентрираме бизнисот во општина каде што нема никој друг. Искрено речено, сите ни се чудеа, сите од колегите импортери и мнозинството од граѓаните и од клиентите, меѓутоа после 9 години, го славиме и ние јубилејот оваа година, можам да кажам дека навистина сме горди што дојдовме овде, затоа што сето тоа што беше ветено од страна на градоначалникот и на управата на општината беше остварено. Бутел е сега поврзана општина со многу сообраќајници со центарот на градот, со јадрото на градот. Многу ни е брз пристапот до обиколницата, автоматски сме пристапни и достапни за сите клиенти. Така што можам само да препорачам и за други компании да го следат нашиот пример. А мултинационалноста и мултикултурализмот е нешто што е навистина одлика на општината и тоа е дух кој што треба да го негуваме и ние и идните генерации. Прилично храбро, самоуверено, нашите учесници велат дека Бутел е европска општина според сите параметри. Да видиме што мислат на истото прашање жителите на општина Бутел.
Бутел наликува на европските општини? Па, солидно е. Се живее убаво во Бутел. Јас не би го менувала за ништо. Јас сум стара бутелчанка. Па наликува сега на европски малку потешко, али е добра. Добар е, Бутел е добар. На европски општини не наликува. Со овакви поеди само тука можда малца, поеди сите улици да видиш што има и како има. Не е како што треба. А ние граѓаните сакаме да биде чисто убаво. Не е само до нас. На европски. Сега за наши услови, што знам, тие се, али за европски далек. Што и недостасува на општина Бутелца да биде како европските општини? Па, хигиената прво. Хигиената, шом нема хигиена, нема ништо. Еден парк, овој да се прошири паркот. Мале, од семафоров би требало до подвождакот да се направи пат. И да се затвори таа улица, да се шетаат деца. Парк за играње за децата и за старите, богови пензионерите, за сите. Чистота. Идите до пазарче да видите како изгледа. И народот си е крив. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на европското семејство? Се наубаво би требало да биде. По моје. Сакаме да и младите да се запослат секаде. Па очекувања да станеме уште по-богата, по-голема, па да има вработувања, па да има народот поголем стандард. Да има убав живот, убав стандард да има. И младите да се вработат, да имат перспектива да се мажат, да се женат, иначе не се мажат, не се женат ради работата. Голем, многу голем. Позитивно. Ги слушнавме жителите на Бутел. Градоначалник, не чистите вие како општински служби доволно или граѓаните, жителите многу валкаат? Добро. Постои една стара изрека, вика колку граѓаните можат да изволкат, ниту едно предпријатие, ниту една општина сето тоа може да го изчисти, меѓутоа морам да кажам во оваа прилика апсолутно јас се сложувам со граѓаните дека во поедини делови и така натаму се уште не е на задоволително ниво, ниту јас како градоначалник сум задоволен, меѓутоа морам да ги посетам сите граѓани кога јас дојдов за градоначалник пред 9 години, се сеќавам дека почнувајќи од Радишане на селбата, третиот влез, па Бутел, кај Климент Охридски, кај сите континери, секој месец доаѓаме со камиони, со багери да комунален отпад дигаме, тоа беше во една хаотична состојба. Секако дека во тој момент прво што ми паѓаше на памет дали ќе успеам да ја подигнам свеста, да ги сменаме, да влијем на навиките на граѓаните, да тргнеме по еден нов пат за една почиста, здрава животна средина. И денеска на големо задоволство, апсолутно јас реков, не сум се уште задоволен, бидејќи сепак јас како градоначалник исто така имам поголеми критериуми, меѓутоа мислам на едно големо задоволство општината Бутел, покрај тоа што задолжена за комуналната хигиена и градот Скопје со своето јавно предпријатие, општината Бутел има свој вработени работници кои што дополнително даваме свој придонес да чистотата биде на едно повисоко ниво. Кога би достигнале европските еколошки норми и оние што се однесуваат до чистотата на улицата? Па јас мислам дека како што да и до сега, како во овој дел до сега што имаме направено, јас знам дека реформите се многу тешки, навиките кај граѓаните се исто така многу тешко ги прифаќат, меѓутоа мислам дека еве јас изразувам една голема благодарност што полека, но сигурно сме на вистинскиот пат. За години да зборуваме како ако успеаме за овие 9 години да дојдеме до ова ниво, се надевам дека за наредните 5 години ќе бидеме општина со која што ќе можеме сите да се гордееме што живееме на територијата на општина Бутел, токму во делот на комуналната чистота, на делот на комуналната хигиена. Јас се надевам дека почнуваме да вршиме едукација од најмладите, од децата во градинките, од децата во училиштето, бидејќи само така можеме да создаваме нација која што ќе се грижи за својата еднина, за својата општина, за својот двор, за училиштето, за градинката и така натаму. Муцунски Порше Македонија продава луксузни автомобили. Личи ли еден таков салон за луксузни автомобили во една општина која според оценките на граѓаните не е доволно чиста? Има ли околу Порше на Македонија? Морам да признаам дека со напор го одржуваме имиџот на возилата кои што ги продаваме и овде го поддржувам апсолутно градоначалникот. Меѓутоа навиките се стекнуваат од мали нозе. Порше Македонија граничи со една гимназија која што
е лоцирана на територијата на општина Бутел и навистина има голем простор за подобрување за тие воспитно-образовни институции, многу повеќе да се концентрираат на воспитувањето паралелно со процесот на образование. Заради тоа што навиките се стекнуваат од мали нозе, а само така можеме европејци да создадеме и во општината и во државата. Ние сме сериозно ангажирани и покрај градските и општинските служби и самите голем дел од тој ненамерен смет би рекол да го собираме. Димитров, кога творите, кога компонирате, што е тоа што ви инспирира во Бутел? Доволно ли е вие вашиот мир во вашето Радишани и Еден условите е секако тоа. Мислам, овде атмосферата за создавање изворена. Радишани, посебно населбата во која живеам, е исклучително мирно. Ние за среќа немаме автобуси да ни поминуваат по тие мали уличиња. Тие веројатно не се ни предвидени за тоа, но навистина е прекрасно, мирно, има инспиративни можности и мотиви за да се создава во мир, во спокојство. Може човек и да прошета, да си направи во природата некаква, да најде некаква инспирација и така натаму. Во секој случај има навистина убав простор и убава атмосфера за создавање. Почитувани гледачи, ве поканувам да ни се приклучите во денешната емисија која оди во живо од ресторанот Александар во Радишани, во Скопската општина Бутел и преку нашиот Facebook профил ЕУ Караван из Македонија да поставите прашања за некои од вечерашните учесници, а тука се и група граѓани, жители на Бутел, кои ќе се вклучат исто така во емисијата. Претходно едно прашање за Муцунски. Колку е, видовме какво е нивото на чистотата и оценките на жителите на Бутел по тоа прашање во однос на тоа колку е европски деловниот бонтон во Бутел? Што би рекле? Сметам дека е прилично европски затоа што на територијата на општината фигурираат повеќе компании кои што се извозно, увозно или ориентирани во врска со контакт со странство, посебно со европските компании и така сакале или не сакале се креира еден европски бонтон, затоа што луѓето кои што патуваат, ќе видат некои работи, ќе ги пренесат дома и се надевам дека ќе ги заразат и другите што се во нивните компании. Самата таа комуникација ги принудува фирмите и европски да се однесуваат. Ние регионално во нашето соседство со сите фирми сме во одлични односи и договараме што можеме да направиме подобро. Нормално дека ја покануваме и општината, таму каде што ќе заглавиме, меѓутоа сето тоа се добри иницијативи за нас сите да ни биде подобро на крајот. Едноначално како сте самокритични, што и недостига на вашата општина и што тоа би можело да се реализира со помош на европските фондови? Добро, мислам, прво секојаш сум самокритичен и мислам дека прво што и недостасува, кога почнав во една канцеларија пред 9 години, се недостасуваше. Мислам дека за овие 9 години доста од оние недостатоци се направени, затоа што најнапред човек кога нешто сака, тој си прави план, си прави стратегија. Јас како градоначелник токму во тој дел ги направив оние што се битни, приоритетни, кои што мора проекти веднаш да почнат да се реализираат и оние проекти кои што можеби малку ќе причекат или причека и до ден денес не се реализирани. Меѓутоа не значи дека се заборавени, не значи дека на граѓаните не им се потребни, апсолутно се согласувам. Меѓутоа самиот податок дека за овие години направени се 46 километри фекална канализација, направени се 24 километри нови површини на патишта, направени се 14 километри нови улични осветлувања, направени се работи кои што не би сакал, за многу време ќе ми треба да зборувам, не би сакал за тие да зборувам, меѓутоа сметам дека тоа беа приоритетни, тоа беа битни работи на граѓаните. Тоа им беше секојдневна потреба кој што има граѓаните од такво нешто. Меѓутоа секако дека и другите проекти кои што сега планираме да ги реализираме, токму е тоа, например, изградбата на еден плоштад кој што сакаме на територијата на општина Бутел. Еве јас јавно ќе кажам за граѓаните да знаат дека ќе правиме два плоштада, еден мини плоштад ќе биде во населбата Радишани и вториот плоштад ќе биде во населбата Бутел 2 во Ферит Бајрам, околу просторот околу Тедико. Кога ќе биде готов? 2016 ќе може да ја пречекаат жителите на Бутел таму? Мислам дека 2015 година 2015 година ќе биде завршена, токму така 2016 или нова година се слави на плоштад и ќе може да ја пречекаат. Видете, има еден проблем кој што малку тие проекти не ги реализираме и околу имотно-правните односи кои представува еден добар дел пречка за да се реализираат
за да се реализираат овие проекти. Секако, што не му достасува, дали и други проекти планираме да реализираме во иднина и што не му достасува на Бутел, има многу работи кои што сметам дека секогаш се може повеќе да се направи. Ако гледаме од аспект на уметниците, еве Димитров можеби би рекол дека му недостига голема концертна сала на Бутел. Дали е тоа реалност или фикција со помош на европските фондови или сами? Па би можело да се каже дека реална потреба е, а фикција тоа веројатно треба други да одговорат, но една сала која не мора да биде од димензија на Борис Трајковски, нели салата, но една сала од 600-700 седишта, уште како е потребна, во неја би можела да се одржуваат камерни концерти, може дури и поголем оркестар, може и филхармонија да гостува понекогаш, да се одржи понекоја театарска представа, да гостуваат рок групи, оние што свират акустична музика. Едноставно, музичка уметност и било која друга уметност која не бара преголем број на публика, но апсолутно една таква сала би била добродојдена и во таква ситуација мислам дека општината ќе стане и место за уште поголемо културно живење. Градоначелник, што од ова би можело да се постигне со поддршка на европските фондови? Видете, каква ви е соработката? Видете, иако постоиме кратко време, мислам дека во тој дел може да се пофалиме дека навистина знаеме што е проект да се изработи, знаеме кога треба да се аплицира. Ако ви кажам дека ние сме меѓу првите скопски општини кои успеаме 560.000 евра, се сеќавам, некдека уште канцеларија не формираме општината да изработиме проект да аплицираме и од Европската унија да изградиме фекална канализација почнувајќи од Хубо маркет, значи од Вардар, од течењето на реката Вардар до Визбегово, 15 километри изградиме фекална канализација токму од тие европски фондови. Меѓутоа, исто така од ЕБОР, Агенцијата за обнова и развој на Европската унија, користиме средства за изградба на патишта, например локални патишта како што е локалниот пат во село населено место Визбегово, бидејќи тоа беа во најголем дел за руралните населени места, локалниот пат Љубанци-Љуботен, локалниот пат во населено место Љуботенски пат, локалниот пат кој е од Бутел кон Љуботен. Значи, имаме искуство, тргнуваме смело. Ова што го кажа колегата, мислам дека навистина, јас сакам да кажам дека покрај плоштадите во план не е ова го 2015 година, меѓутоа 2016 година на Бутел му фали еден културен дом, каде што би внатре во тој дом би имале една сала каде што би можеле да се одржуваат токму овие манифестации. Мислам дека јас како градоначелник имам најголема желба кога општината ќе профункционира со сите своји сегменти. Меѓутоа сепак и поново ќе повторам, на граѓаните им беа потребни пред се чиста вода за пиење, им беа потребни во фекалии да не газат, им беа потребни патишта, им беа потребни улицата, безбедноста да се направат улично осветлување, затоа сметав дека тоа беше приоритет, меѓутоа апсолутно се сложувам оние сите недостатоци кои што во иднина се планирани и мислам дека сме на вистинскиот пат и тоа полека, но сигурно да го реализираме. Муцунски, колку тешко се добиваат европските пари? Како менаџер на компанија чие седиште се наоѓа во општината, каков проект за општината не би можел да биде одбиен од европските фондови? Јас прво би се навратил на тоа што нас не боли како компанија, тоа е малку подобро поврзување со другите скопски општини. Општина Бутел има булеварски решенија на сите излези горе-долу од општината. Меѓутоа, тука сега ќе треба и градоначалникот и веројатно градоначалникот на град Скопје да бидат малку поактивни, затоа што имаме се уште неколку невралгични сообраќајни точки кои што се тесни грлаво сообраќајат во главнината од денот. Пред се булеварското решение е потребно кое што води кон Визбегово, на раскрсницата кај касарната и така натаму. И од другата страна преку ритчето практично кон американската амбасада. Ако тие точки се расчистат, Бутел е општина која што мигрира дневно, жителите кои што живеат тука заминуваат на работа, во главно во другите општини, попладне се враќаат и се создава, и со индустриската зона Визбегово се создава на вистина сообраќаен метеж кој што би требал да се расчисти за најкусо време. Градоначелник, што ќе преземете на овој план да им олесните на бизнисмени, на големите бизниси во вашата општина? Мислам дека потполно е во право што ги детектира токму овие, јас би рекол, црни сообраќајни точки кои што на некој начин ни представуваат тесни грла. Она што сум горд како градоначелник и што успеав кога дојдов за градоначелник, бидејќи претходно сум учествувал неколку пати во започнување на изградба на улицата Словеначка, меѓутоа успеав како градоначелник не само да учествувам, туку да се изгради, меѓутоа да наметнам ново решение, да наметнам булеварско решение. Денеска навистина ако не беше тоа булеварско решение, мислам дека општината Бутел својот развој и граѓаните ќе има голема мака, посебно бизнис секторот. Се надеваме дека ќе имаме ние
уште еден нов сообраќајна артерија која што ќе биде изградена, тоа ќе биде да се надеваме многу брзо. Меѓутоа сакам да кажам, добрата географска положба која што бизнисмените и така која ценат, бидејќи поминува тука за обиколницата ни са територијата на општина Бутел, поминува железницата, патот кој што треба да се гради сега, Блаце со Косово и градот Скопје, представува на некој начин, јас би рекол, за македонски услови Босфор и Дарданели се токму ќе представува општината Бутел. И верувајте ми, кога сите овие сообраќајници што ги имаме планирано, Босна и Херцеговина, која ќе стане сообраќајно решение, која ќе се поврзе со Словенечка, од тука со патот за Косово, од едната страна, од втората страна излезот кон патот, главниот автопат север-југ преку заобиколницата. Навистина ќе стане, навистина ќе станеме многу привлечно место за бизнис сектор. Јас ќе ви кажам, ако некдека слушаме дека по 1 евро се дават, државата дава земјиште, во Бутел и се плаќат не за 1 евро, туку плаќат многу повеќе бизнис секторот, се со единствена цел. Значи имат, јас секогаш кажувам, луѓето кои се бават со бизнис се далеку пофлексибилни, далеку имаат поголем осет за бизнисот, знаат каде, на кое место, во кое време сето тоа да го направат. Мислам дека не случајно тоа го прават токму во општината Бутел. Општината Бутел сепак има потенцијал, можеби за кој би требало многу повеќе да зборуваме од многу аспекти да го анализираме, меѓутоа мислам дека еве господинот Муцунски многу убаво ги детектира работите кои што ќе представуваат основа и база за понатамошен економски развој на општината Бутел. И на крајот на краиштата решивме во оваа општина да вложиме странски капитал од десетина милиони евра, што не е за подценување во вакви услови. Кога ќе бидат изградени овие сообраќајни решенија што ги најави градоначалникот, Порше Македонија ќе направи нов салон веројатно. Па Порше Македонија веќе откупи дел од градежно земјиште кој што беше дадено на лицитација и тоа далеку од цената од 1 евро по метар квадратен, напротив, цената беше скоро 200 евра за метар квадратен и планираме во еден среднорочен период да инвестираме во изградба на уште еден сервисно-продажен центар за нашите брендови. Муцунски го спомна Визбегово и не е само Визбегово делот од Бутел каде што се водат големи бизниси во општината. Општината подготвува простор за уште 2 помали зони. Некогашниот расадник во близина на Радишани е отворен за инвеститорите, а веќе се оттуѓени 3 градежни парцели. Што уште се случува на бизнис план во општина Бутел од прилогот на колешката Сунчица Николовска. Близината на Скопската обиколница ја позиционира општина Бутел на инвестицијската мапа. Брзата сообраќајница донесе нови инвестиции. Придобивките од нејзината изградба се видливи во економската зона Визбегово. Градежниот бум тука не запира. Повеќе од 1 деценија ова место се полни со производствени капацитети, трговски објекти, луксузни хотели. Свис Лион е една од компаниите со најдолг стаж во Визбегово. Менаџментот меѓу првите ја препознал атрактивноста на оваа бизнис зона. Пред 15 на години почнале со работа во еден објект, денес се двојно проширени. Вработуваат околу 300 луѓе. Идеа годините така и се решава полека работите се на подобро. За 9 денеска више имаме 3 линии овдека. Сите и не се идеални услови, али тежнееме кон подобро. Секоја година како иде времево ги решаваме сите проблеми што ги затековме од почеток. Во индустријската зона Визбегово работат преку 200 компании со речиси 3000 вработени. Тука се прави годишен обрт од околу 200 милиони евра. И покрај големите инвестиции, бизнисмените од Визбегово имаат и нерешени прашања, комунални и инфраструктурни. Организирани во здружение се обидуваат да ги подобрат условите за работа. Имаме партнери од Европска унија кои многу пати не посетуваат овдека, им се допаѓа местото каде што сме сместени во близина на градот и нормално, ние бараме и странски инвеститори за да можат во самата општина да инвестират од тие странски инвеститори кај што може да никнат мали производствени погони, што би можеле да ги пласираме производите во Европската унија. Од локалната самоуправа велат дека интересот за инвестирање во Визбегово е голем. За сега е стопирано издавањето одобренија за градба. Според општинските урбанисти, се чека донесувањето на планската документација за индустријската зона. Иако претходно имавме желба да помагаме на стопанствениците, меѓутоа со овој план ќе можеме многу полесно да излегуваме во пресек затоа што се цртани
инфраструктурните објекти што треба да се градат на територијата на индустријската зона Визбегово. Тоа значи патната мрежа, канализационата мрежа и водоводната мрежа, како и атмосферските води. Општина Бутел подготвува простор за уште две помали зони. Некогашниот расадник во близина на Радишани веќе ги отвори вратите за инвеститорите. Отуѓени се 3 градежни парцели. Интерес има и за локалната економска зона Љуботенски пат. Владата донесе и уредба со која овие намени на плански намени даде поволност на инвеститорите да комуналната такса, односно надоместокот за уредување на градежно земјиште да биде 0,05 од вредноста на во моментот кога би се градело. Тоа значи ако е 100 евра, зборувам условно, од метар квадратен за комунали, 0,05 е 5 евра, што е поволно за инвеститорите, како домашни, така и странски. Експертите што ги следат инвестицијските трендови велат дека индустријските зони околу главниот град и во иднина ќе бидат најатрактивни за инвеститорите. Скопските општини се во трка, нудат добри локации за инвестирање на домашните и иностранските инвеститори. Визбегово, Расадник, Љуботенски пат, локалните економски зони во Бутел треба да донесат нови силни инвестиции кои ќе приклучат општината на патот кон развојот. Минути за социјалните мрежи, одиме со прашањата од нашиот Facebook профил. Со оценка од 1 до 5, колку е Бутел европска општина? На ово прашање може да даде одговор било кој, повелете Димитров. Во некои работи, во она што веќе го спомнав, нели, еколошкиот аспект и средината во која живееме, Бутел е сигурно европска општина, но во однос на оние работи кои што се уште треба да се подобруваат, нели, околу хигиената, околу инфраструктурата, подобрување на асфалтирани улици, сокачи они таму кај што се уште не е направено, веројатно во селата се уште има некои во тој тип нерешени работи кои ќе се решаваат во иднина, па јас би можела една средна оцена да ја дадам 4. Прилично педагошки, Муцунски, дали сте вие построг? Не смеем да бидам построг затоа што имам многувина пријатели кои што живеат во Радишани и потоа лошо ќе си поминам веројатно. Така што Радишани е место што не би го замениле со нито едно друго било каде во светот. Тие мои пријатели, топло ги поздравувам од овде. Во поглед на чистиот воздух и релаксираната атмосфера за домување, дефинитивно 5 во поглед на инфраструктурата, би рекол 4-, така што се согласувам со оценката 4 како една средна вредност, затоа што секогаш треба да тежиме да бидеме подобри. Градоначелник, вие сте професор по звање, по струка, како вие би ја оцениле? Па јас сега, кога би направил вака една ретроспектива, од првиот ден кога прифати функцијата, па се до денеска, искрено да ви кажам, не сум се надевал дека Волку ќе се успее да се направи во општината Бутел. Меѓутоа, како човек, домашно воспитан од мојот дедо, од моите родители, секогаш мислам дека може повеќе. Една добра 3. Да, чувме и во анкетата, жителите на Бутел неколкумина од нив рекоа дека не би ја менувале општината Бутел за ништо и тоа е еден феномен што вака одушевува. Следното прашање на нашиот Facebook профил е адресирано исто така до градоначалникот. Кога во училиштата и градинките во Бутел ќе почне да се применува програмата за здрава храна? Во тек е кампања за здрава храна, изборот е наш, дали ќе се храниме и како ќе се храниме. Децата место паштети и круасани да добиваат овошје и зеленчук за ужинка и оброк, вели нашиот гледач во прашањето од Facebook. Добро, сега почна таа кампања од страна и на владата, почна и од некои колеги од општините. Ние како локална самоуправа направиме така една проценка за да што можеме да дадеме свој придонес во тој дел. Сега секако се работи за финансиски придонес, иначе за кампањата си тече, да видиме да помогнеме на градинките на училиштата. Тоа ќе бидат јавноста и граѓаните и родителите ќе бидат благовремено известени. Што ќе направиме? Значи подготвувате кампања за здрава храна, нешто за најмладите. За најмладите, да. Одиме со следното прашање од Facebook профилот. Вели вака, има ли Бутел зелени површини согласно европските нормативи? Таму е прецизно регулирано колку од површината на една општина
треба да биде подзелена површина, не знам како е кај вас, како е во Бутел. Видите, ако се направи една анализа, во најголем дел, значи 75% од територијата на општина Бутел се индивидуални стамбени единици, каде што во својот двор сами си го уредуваат на некој начин. Меѓутоа, ние имаме и доста јавни површини. Например, населеното место Скопје Север сепак е планско градено, каде што има доста зелени површини. Потоа, мислам дека исто така населбата Радишани која што, еве, на времето дури доби епитет градчето Пейтон, меѓутоа, мислам дека во тој дел тука малку е потфрлено во однос на јавни површини кои би можеле да ги облагородиме. Меѓутоа, ние и од оној мал простор кој што останува, иако граѓаните во секој во својот двор има и зеленило, украсени дворови и така натаму, меѓутоа мислам дека во тој дел каде што се стамбените згради, стамбените единици, дури јас како градоначелник еве за граѓаните на Радишане, дури се малце попривилегирани на некој начин, бидејќи јас живеам во Радишане, имам специјална екипа од работници кои што секој ден се присутни на територијата на општина Бутел, да не речам до секој дом, до секој улице, до секој сокаче. Се надевам дека овие зелени површини во иднина, бидејќи би сакал да лично еве како човек сакам да се бидат не само уредени, туку и да ги изголемуваме од ден на ден се повеќе. Верувате, ова година со акцијата Денот на дрвото, ние напсадиме 260 дрва долж течението на реката Серава. Сакаме реката Серава, која што поминува низ територијата на општина Бутел, низ територијата на Чучер Сандево, низ територијата на Карпуш, на Шуто Ризари, сакаме ова река да ја направиме во иднина едно пристојно место, едно шеталиште да биде, бидејќи ова година направиме едно целосно чистење на реката Серава. Од вливот на реката Вардар, па се до подножјето, да не речам, до предградието на Скопска Црна Гора. Денеска да се помине поред реката Серава, граѓаните што живееле со години велат дека навистина ова е било многу убава работа, градоначелник што го правите. Сега посадиме, значи, иако покрај самата река има доста дрва, меѓутоа посадиме сега 260 дрва за Денот на дрвата и мислам дека полека тоа ќе биде едно пристојно. Сакам да кажам во оваа прилика дека изработен е проект за реката Серава, каде што сакаме коритото да го регулираме, бидејќи целосно не е регулирано во сите нејзини делови, меѓутоа за тоа треба многу пари. Токму со тој проект сакаме да бараме можности да конкурираме, да аплицираме во европските фондови. Се надевам дека проектот ни е издржан, бидејќи се работи за екологија, се работи за чиста животна средина и мислам дека ќе успееме. Доволно европски за да не може да биде одбиен. Димитро, во вашиот двор имате доволно зеленило за инспирација? Да, имам доволно и јас би рекол дека граѓаните барем на селото Радишани навистина се однесуваат кон тоа прашање многу добро. Не постои двор во кој нема засадено барем по 10-15 дрвја. Јас верувам дека има можеби неколку милиони тој гол рит како што беше кога ние дојдовме пред 35 години. Практично сега не можете да ги видите куќичките од зеленило и од дрвја. Тоа е нешто што си го направивме ние сами, но и самата природа и местоположбата на општината, а и она што е направено во долниот дел на општината во понискиот нели, таму е направено навистина, има доста зелени површини, има доста тревници направено, исто така има и доста дрвца посадени, како што кажа градоначалникот. Ние кога дојдовме во Радишани бевме шокирани од тоа што во еден празен простор, на еден празен рит, што би се рекло, направена е населба во која не беше предвидено ни едно детско игралиште. И долги години немавме детско игралиште, еве последните неколку години најде начин градоначалникот со неговите соработници да направи едно детско игралиште во кој има лулашки, клацкалки и така натаму. И луѓето навистина беа благодарни заради тоа. Верувам дека може да се најде простор за уште едно-две такви игралишта детски, кај што ќе се собираат дечињата и ќе се дружат и така натаму. Па ќе се собираат и дедовците и бабите кои што ги носат таму, нели, да си поразговараат и така натаму. Почитувана публико, вие сте наред, ве молам поставете прашање и адресирајте го до некој од вечерашните учесници. Вас ве замолувам да бидете покуси во одговорите, бидејќи времето за денешната емисија полека истекува. Повелете. Би сакал да го прашам градоначалникот дали ја знае бројката на невработеност, мислам, процентуално и што како татко на општината превзема по тоа прашање. Значи, општината Бутел првата анализа што ја направи, за да ја видиме економската оправданост и перспективата и иднината на индустријските зони, е токму поврзано со вашето прашање околу проблемот со невработеноста. Проблемот на невработеноста која што не ја мачи само општината Бутел, ја мачи нашата држава. Мислам дека
бројката од 26%, значи 26% изнесува на територијата на општина Бутел. Мислам дека тој процент негдека на ниво на Република е 28,2%, е помал заради тоа што индустријската зона Визбегово си го плаќа, си го дава својот резултат. Бизнисо секторот кој што почнува да се стабилизира, кој што почнува да се развива на територијата на општина Бутел, дава свој придонес во намалувањето на проблемот со невработеноста. Мислам дека, еве, самите можете да видите дека една компанија, Свислион, веќе има 300 вработени. Меѓутоа, такви компании, само за граѓанинот да кажем дека на територијата на во индустријската зона Визбегово имаме 2340 вработени граѓани. 2340 вработени, од кои што 1518 со редовен работен однос. Значи, тоа е една голема бројка. Токму во тој дел, сакам да ги известам граѓаните на општина Бутел, како градоначелник ќе бидам посебно среќен и задоволен. И токму функцијата на новите индустријски зони, на индустријската зона Расадник, која што свечено ќе почнеме многу брзо да ги удриме првите темели на првите индустријски капацитети. Новата индустријска зона за која што владата изврши пренамена на земјиштето, која што Љуботенски пат, која што ќе се протега на 75 хектари. Верувајте, представуваат една убава основа за бизнис секторот. Ние тука нема да речем парцелите така сме ја парцелизирале да се прават за домашните инвеститори да има, од 500 до 1000 метри квадратни до 2000 метри квадратни, се со единствена цел, значи се со единствена цел да им се даде шанса и на домашните инвеститори. И мислам со тоа дека бројот на невработени ќе го сведеме и ќе бидам задоволен кога ќе завршува мојот мандат да бројот биде негдека испод 20. Тогаш ќе бидам најсреќниот и ќе се сметам лично сам за себе како успешен градоначелник. Благодарам на прашањето. Следниот. Поверете. Бидејќи во основните училишта и детските градинки, групите се преоптеретени со ученици и со деца, би сакала да прашам, дали во општина Бутел има малку училишта и градинки или многу деца? И што планирате во решавање на овој проблем? Лично, како локална самоуправа, јас како градоначелник сум навистина пресреќен, додека другите општини мака мачат како да ги состават паралелките со деца, општина Бутел во најголем дел од незината територија, во најголем имаме проблем со сместувачките капацитети. Еве, конкретно за населбата Радишене, уште да се изразам така, неродени деца бараат место во градинката, што е навистина позитивно и додатна обврска да ние како локална самоуправа размислуваме да тој проблем го решиме. Ова година ќе започнеме со изградба на градинката во населеното место Радишене. Благодарам, за жал немаме време за третото прашање, следното прашање од публиката, ќе мораме да одиме со завршни зборови, прашање за сите. Каква е вашата визија за вашата општина по 10 години од сега во една до две реченици, ве молам, почнете, Димитро. Моја желба би било да се, иако во последните години направено неколку на планот на донесување на нови културни содржини во општината Бутел, кои мислам, сведок сум дека ги посетуваат граѓаните, навистина имаат потреба од такви културни содржини. Би сакал да навистина тие настани се стануваат се побогати, да ги има почесто, иако граѓаните на општина Бутел го користат градскиот оние случаи што ги има во центарот на градот, затоа што е и подобрена и сообраќајните врски се подобрени и така натаму, но мислам дека би можело да се подигне, да се издигне на повисоко ниво културниот живот во општината Бутел. Јас мислам со ова што сега веќе се прави со ликовната колонија што ја имаме во Љубанци селото, со сите учествувања околу празнувањето, нели, од обележувањето на роденденот на Борис Трајковски и така натаму, има сега веќе, за разлика од времето кога ние дојдовме, практично општината Бутел беше на некој начин, така ги нарекувавме тогаш, спални населби. Луѓето одеа на работа, доаѓаа, руча и практично тоа беше тоа. Ви благодарам. Еве, значи, повеќе културни настани, можеби голема концертна сала од 600 или 700 седишта. Градоначелник, со една реченица, Бутел 2024, како ќе изгледа општината? Со образовани луѓе, со решени економски проблеми, со невработено сведена во европски стандарди испод помалку од 10%, со трка за отварање на нови работни места, со трка за отварање на нови бизнис планови од страна на нашите стопанственици, со еден збор мала економски просперитетна
општина во која што граѓаните ќе бидат сретни, весели и задоволни. Само така ќе сметам дека јас како градоначелник сум ја завршил својата мисија која што сум ја дале граѓаните на 3 последователни избори. Муцунски, имате завршен збор? Па, во име на бизнес заедницата во општината ќе го држиме градоначалникот за збор, меѓутоа нема да му ја препуштиме целата одговорност, туку активно ќе помагаме и ние во рамките на бизнес заедницата се што може да се направи за во 21. век за уште 10 години од сега да имаме модерни сообраќајници, брзи комуникации, средени училишта, тротоари, образована работна сила, со еден збор да се гордееме сите што овде живеат и работат на територијата на оваа општина. Господа, ви благодарам за учеството во денешниот ЕУ Караван низ Македонија. Почитувани гледачи, многумина пред 9 години не веруваа дека Бутел може да опстане како самостојна општина. Денес тие пред очи ги имаат најсилните аргументи дека Бутел не само што успева како самостојна, туку и една од најуспешните скопски општини, која секојдневно се соочува со европските предизвици. Ви благодарам на вниманието, довидување идниот четврток од Крива Паланка.